председателе, почитувани граѓани, почитувани колеги пратеници. Веќе 2 дена, вчера и денес, зборуваме за едно многу важно прашање, за една многу важна тема, тоа е гасификацијата на Република Македонија. Прашање кое што предизвикува голем интерес кај граѓаните на Република Македонија, кај јавноста и кај бизнис заедницата. Иако во повеќе наврати се зборува дека од порано е започнат да се работи на овој проект, но за жал до ден денес до гасификацијата многу тешко доаѓаме. Граѓаните на Република Македонија имаат право да ја знаат вистината. Вистината како ќе се одвива овој процес на гасификација, односно како ќе тече неговата реализација. Затоа, почитувани граѓани, еве и денес, и вчера, имате можност да слушнете како владата на Република Македонија планира да го реализира проектот гасификација на Република Македонија. За делницата Штип-Неготино-Битола во должина од 128 километри и делницата Скопје-Тетово-Гостивар во должина од 76 километри. Владата на Република Македонија ќе се задолжи со кредит од Дојче банка и Ерсте банка со само 90 милиони евра, со каматна стапка од 5%, со период на враќање на кредитот од 7 години и со грејс период од 3 години. Од тука се поставува прашањето: што ви сметаше да се предвидат или да се земат финансиски средства од буџетот на Република Македонија за реализација на овој проект? Нели впрочем, постојано и вие и ние зборуваме дека буџетот е од граѓаните и за граѓаните. Или пак, ако веќе цврсто одлучивте да повторно ја задолжите државата и граѓаните на Република Македонија, тоа да можеше да не чини барем поевтино, да се земеше кредит од други банки кои што нудат поповолни услови. Еве пример Светска банка, каде што ни нуди поволна камата од 1%. Но вам тоа изгледа не ви одговараше. Знаете зошто? Зошто се плашивте од контрола на трошењето на парите. Бидејќи Светска банка можеби немаше да ви дозволи да во член 4 си додадете: во случај кога планот за повлекување на средствата ќе отстапува од динамиката на реализација на проектот, средствата ќе се користат за буџетска поддршка. Добро, ние ја знаеме која е таа ваша буџетска поддршка. Почитувани колеги, па еве во април доаѓаат избори, ќе ви требат пари кои што изгледа пак планирате ненаменски да ги трошите. Очигледно е дека власта, односно ВМРО-ДПМН, се плаши да се соочи со собствената одговорност за целокупниот криминал од сите овие изминати години. Очигледно е дека ВМРО-ДПМН се плаши од слободни, фер и демократски избори кои што ќе се случаат во април. Ние, почитувани граѓани и почитувани колеги пратеници, не сме против реализација на проектот гасификација, но ние се сомневаме во транспарентноста на трошењето на парите на граѓаните. Знаеме годините што изминаа на кој начин се трошеа парите. Се трошеа за Скопје 2014 година,
за Скопје 2014, панорамското тркало и други неприоритетни работи. Со тие пари можеше комплетно да се покрие со гасификација цела Република Македонија. 10 години сте на власт. Што чекавте сиве овие години, а не дадовте приоритет на гасификацијата? Дадовте приоритет да се градат скулптури на лавови, тигри, уплашени мачки, садевте врбли сред водите на реката Вардар, градевте бродови на суво, а гасификацијата не ви идеше ни на памет. Наспроти вас, ние од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, наместо да градиме споменици, скулптури, да реализираме Скопје 2014, ние се зафативме да започнеме да работиме со гасоводот од 1994 година и веќе во 1998 година беше готов. Ако бевте одговорна влада и мислевте за енергетиката и гасификацијата, ќе подпишевте спогодба за користење на газ од гасоводот ТАП, што ќе се гради од Азербејџан па се до Албанија. Ако бевте толку големи душегрижници за спроведување на проектот гасификација, ќе подпишевте договор да и Република Македонија добие приклучок и во тој случај немаше да бидеме зависни само од Газпром, туку ќе имавме и избор. За крај, пак ќе подсетам, единствен направен гасовод досега е тој од 1998 година. Тоа се и општините кои што секоја чест и почит се за пофалба што единствени се општините Струмица и Куманово кои што користат гасовод. Тоа што е добро, ќе мораме да го пофалиме. Камо среќа и во другите општини да го имаме тоа, но за жал предвидените фази кои што требаше да се реализираат и во другите општини, тоа не се случи и покрај големите обеќања. И повторно сакам да потенцирам. Ние не сме против проектот гасификација, туку против начинот на кој би се злоупотребиле финансиските средства кои што се предвидуваат за тие намени. Благодарам.